Поглавје 1. Зошто да се биде заинтересиран за другите религии? Кои се некои од обележјата на различните светски религии? Без оглед на тоа каде живееш, несомнено си увидел колку религијата влијае врз животот на милиони луѓе, а може би и врз твојот живот. Во земјите каде што се практикува хиндуизмот, честопати ќе видиш луѓе кои вршат пуџа, церемонија која може да вклучува давање приноси на нивните богови во облик на кокосови ореви, цвеќиња и јаболка. Еден свештеник им црта на челата на верниците точка со црвен или жолт пигмент, тилак. Исто така секоја година милиони луѓе се слепаат кон реката Ганг за да се очистат во нејзините води. Во католичките земји ќе видиш луѓе кои се молат во црквите и катедралите додека држат распетие или броеници. Монисата на броениците се користат за да се избројат молитвите кои во оддадености се упатуваат на Марија. И не е тешко да се препознаат калуѓерките и свештениците кои се карактеристични по нивната црна облека. Протестантските земји изобилуваат со капели и цркви, а во недела парохијаните обично облекуваат својата најубава облека и се собираат за да пеат химни и да слушаат проповеди. Нивните свештеници честопати носат црн костум и карактеристична свештеничка јака. Во исламските земји можеш да ги чуеш гласовите на муезините, муслиманските лади кои викаат од минјарињата 5 пати дневно, повикувајќи ги верниците на салат, тоест на ритуална молитва. На Куранот гледаат како на исламска света книга. Според исламското верување него го објавил Бог и му го дал на пророкот Мухамед преку ангелот Гаврил во 7-миот век на нашата ера. На улиците на многу будистички земји на калуѓерите од будизмот, кои обично носат шафранови, црни или црвени облеки, се гледа како на знак на побожност. Древните храмови, каде што е изложен спокојниот Буда, се доказ за древноста на будистичката вера. Шинтоизмот, кој се исповедува главно во Јапонија, продира во секојдневниот живот со семејните светилишта и приноси на предците. Јапонците се чувствуваат слободни да се молат за несекојдневните работи, па дури и за успех при школските испити. Друга религиозна активност која е позната насекаде во светот е активноста на луѓето кои одат од куќи до куќи и стојат на улиците со библии и библиска литература, држејќи ги на видик спасенијата стражарска кула и разбудете се, речи си сите ги препознаваат овие луѓе како Јеховини сведоци, што покажува оваа голема разноликост на религиозна оддаденост по целиот свет. Дека човештвото со илјади години имало духовна потреба и духовен копнеж. Човекот живеел со своите испити и товари, со своите сомнежи и прашања, вклучувајќи ја и енигмата за смртта. Религиозните чувства биле изразувани на најразлични начини додека луѓето се обраќале кон Бог или кон нивните богови, барајќи благослов и утеха. Исто така, религијата се обидува да одговори и на крупните прашања зошто сме тука, како треба да живееме, што му носи иднината на човештвото. Од друга страна пак, постојат милиони луѓе кои не исповедуваат никаква религија, ниту пак верување во некаков Бог. Тие се атеисти. Други пак, агностиците, веруваат дека Бог е непознат и дека веројатно не е можно да се запознае. Сепак, тоа сигурно не значи дека тие се луѓе без начела или етика. Исто како што не значи дека оној кој исповедува некаква религија ги има. Меѓутоа, ако се прифати религијата како оддаденост кон некое начело, строга лојалност или верност, совесност, побожна наклоност или приврзаност, тогаш повеќето луѓе, вклучувајќи ги и атеистите и агностиците, имаат некаков облик на религиозна оддаденост во својот живот. Со толку многу религии во свет, кој станува се помал како резултат на се, побрзото патување и комуникацијата, влијанието на различните вери се чувствува по целиот свет, се едно дали сакаме ние или не.
Скандалот кој изби во 1989 година заради книгата Сатански стихови, напишана од еден, како што некои луѓе го означија, отпаднички муслиман, е јасен доказ за тоа како религиозното чувство може да се манифестира во глобални рамки. Исламските водачи бараа книгата да се забрани, а авторот дури и да се погуби. Што ги тера луѓето да реагираат толку жестоко кога се работи за религијата? За да одговориме на тоа, треба да знаеме нешта за зазнината на светските религии, како што наведува Джефри Пар. Религиите на светот од древната историја до денес, проучувањето на различните религии не значи неверност кон сопствената вера, туку напротив, верата може да се зголеми кога гледаме како другите луѓе барале стварноста и се збогатиле преку својата потрага. Спознанието води до разбирањето пак до толеранција на луѓето кои имаат поинакво гледиште. Зошто да се истражува? За ти пукнат. Дали некогаш си помислил или си рекол, јас имам своја религија. Тоа е сосема лична работа. Не дискутирам за тоа со другите. Точно, религијата е сосема лично нешто. Практично, уште од раѓањето, родителите и роднините не ги всадуваат во мислите религиозните или етичките идеи. Како последица од тоа, обично ги следиме религиозните идеали на нашите родители, баби и дедовци. И религијата станала речиси работа на семејна традиција. Каков е резултатот на тој процес? Тоа што во многу случаи други ни ја избрале религијата, едноставно се работи за тоа каде и кога сме родени. Или, како што укажал историчарот Арнолд Тојнби, приврзаноста на поединецот кон известна вера честопати е одредена од географската случајност на местото на раѓање. Дали е разумно да претпоставиме дека религијата која е наметната при раѓањето е безусловно целата вистина? Ако си роден во Италија или во Јужна Америка, тогаш без никаков избор веројатно си воспитан како католик. Ако си роден во Индија, тогаш веројатно автоматски си станал хиндус, или ако си од Пенџаб, може би си сик. Да биле твоите родители од Пакистан, тогаш очигледно ќе си бил муслиман. А ако си роден во последниве неколку децении во некоја социјалистичка земја, може би си немал друг избор освен да бидеш воспитан како атеист. Според тоа, дали религијата што некој ја добил при раѓањето автоматски е она вистинската, одобрена од Бог? Ако бил следен тој концепт низ милениумите, многумина од човештвото се уште би практикувале примитивен шаманизам и древни култови на плодноста под претпоставка дека она што било доволно добро за моите предци е доволно добро и за мене. Со толку многу разнолики начини на изразување на религијата кои се развили светот во изминатите 6000 години, да се разбере што веруваат другите и од каде потекнуваат нивните верувања во најмала рака е едукативно и ги проширува погледите. Исто така, тоа може да ти отвори видици за една поконкретна надеж за твојата иднина. Поради имиграцијата и движењето на населението во многу земји денес, луѓето од различни религии живеат во исто соседство. Затоа, разбирањето на меѓусебните гледишта може да води до посмисловна комуникација и разговор меѓу луѓето од различни вери. Може би тоа може да растера и дел од омразата во светот која се темели на религиозните разлики. Точно, може би, луѓето многу се разидуваат околу своите религиозни верувања, но не постои темел да се мрази некое лице само заради тоа што има поинакво гледиште. Древниот еврејски закон навел: не носи во срцето омраза против својот брат, отворено упати го својот ближен, за да не си навлечеш вина заради него. Не биди осветољубив кон своите земјаци и не носи ништо по нив, туку љуби го својот ближен како самиот себе. Јас сум Господ. Основачот на христијанството навел: но вам кои слушате ви велам, љубете ги своите непријатели, правете им добро на оние кои ве мразат, и вашата награда ќе биде голема, и ќе бидете синови на највишниот, бидејќи тој е љубезен спрема неблагодарните и злите. Под насловот проверување, Куранот наведува едно слично начело, сура 16.
Може би Господ ќе воспостави љубов меѓу вас и оние од нив кон кои се држите непријателски. Господ е семоќен, Господ многу простува и милостив е. Меѓутоа, иако се потребни толеранција и разбирање, сепак тоа не значи дека не е важно што човек верува. Историчарот Джефри Парендер вели: понекогаш се вели дека сите религии имаат иста цел, односно дека се еднакви патишта до вистината или пак дури дека сите ги учат истите доктрини. Сепак сигурно дека религијата на древните Астеки кои ги кревале срцата на своите жртви кон сонцето додека тие се уште чукале, не била толку добра како религијата на миролюбивиот Буда. Освен тоа, кога станува збор за обожувањето, зарем не е самиот Бог тој кој треба да одреди што е прифатливо, а што не? Како треба да се процени религијата? Иако повеќето религии имаат збир од верување или доктрини, тие честопати можат да формираат една многу комплицирана теологија која просечниот лаик не може да ја разбере. Сепак, начелото за причина и последица се применува во секој случај. Учењата на една религија треба да влијаат врз личност и врз секојдневното однесување на секој верник. На тој начин однесувањето на секој лице обично ќе биде одраз во поголема или во помала мера на неговата религиозна заднина. Какво влијание има твојата религија врз тебе? Дали твојата религија создава една полюбезна личност? Дали создава една повеликодушна, почесна, попонизна, потолерантна и посочувствителна личност? Тоа се разумни прашања, зашто еден голем верски учител Исус Христос навел: секое добро дрво дава добар плод, а секое гнило дрво дава безвреден плод. Добро дрво не може да раѓа безвреден плод, ниту гнило дрво може да дава добар плод. Секое дрво кое не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Навистина, по нивните плодови ќе ги пропознаете сите тие луѓе. Светската историја сигурно ќе не наведе да застанеме и да се прашаме каква улога одиграла религијата во многуте војни кои го разориле човештвото и предизвикале неописливо страдање. Зошто толку многу луѓе убивали и биле убиени во името на религијата? Крстоносните војни, инквизацијата, конфликтите на Средниот Исток и во Северна Ирска, колежот меѓу Ирак и Иран 1980 и 1988 година, судирите меѓу хиндусите и сиките во Индија, сите овие настани сигурно ги наведуваат луѓето кои размислуваат да поставуваат прашања во врска со религиозните верувања и етиката. На тоа поле по своето лицемерство се истакнува подрачјето на христијанскиот свет. Во двете светски војни католиците убивале католици и протестантите убивале протестанти на заповед на своите христијански политички водачи. Сепак Библијата прави јасна разлика меѓу делата на телото и плодовите на духот. Во врска со делата на телото таа наведува: тоа се блуд, нечистота, распуштено однесување, идолопоклонство, вршење спиритизам, непријателства, кавги, љубомора, изливи на гнев, препирки, поделби, секти, зависти, пијанки, лумпувања и слично. На овие работи однапред ве предупредувам, исто како што ве предупредив однапред дека оние кои практикуваат такви работи нема да го наследат Божјото царство. Сепак, така да речените христијани ги практикувале овие работи со векови и нивното свештенство честопати го оправдувало тоа однесување. За разлика од това, позитивните плодови на духот се опишани како љубов, радост, мир, долготрпеливост, љубезност, доброта, вера, благост, самосовладување. Против такви работи нема закон. Сите религии треба да ги донесуваат ваквите миролюбиви плодови. Но дали е тоа случај? Дали ги донесува твојата религија? Затоа испитувањето на оваа книга за потрагата на човештвото по Бог низ светските религии треба да послужи како одговор на некои наши прашања, но според кои критериуми треба да се пресуди некоја религија, според чии мерила. Мојата религија е доволно добра за мене. Многу луѓе прекинуваат дискусијата за религијата верејки: мојата религија е доволно добра за мене, никому не му правам ништо лошо и кога можам помагам. Но дали тоа е доволно? Дали нашите лични критериуми за религијата се доволни? Доколку религијата е израз на човековото верување и длабоко почитување кон некоја надчовечка сила, која е призната како творец и владетел на универзумот, како што наведува еден речник, тогаш сигурно прашањето треба да гласи: дали мојата религија е доволно добра за творецот и владетелот на универзумот? Исто така во тој случај творецот има право да установи кое однесување, обожување и доктрина е прифатливо, а кое не.
За да го стори тоа, тој мора да му открие својата волја на човештвото, а тоа откровение мора да им биде лесно достапно и разбирливо на сите. Освен тоа, иако временското растојание меѓу неговите поединечни откровенија е цели векови, тие треба секогаш да бидат складни и доследни. Ова представува предизвик за секој човек, за да ги испита доказите сами да се увери која е Божјата прифатлива волја. Една од најдревните книги која тврди дека е инспирирана од Бог е Библијата. Таа е и најтиражната и најпреведуваната книга во целата историја. Пред речиси 2000 години, еден од незините писатели навел: престанете да се обликувате според овој систем на работи, туку преобразете се со обновувањето на својот ум за самите да се уверите која е добра и прифатлива и совршена волја Божја. Што би било извор на таквото уверување? Истиот писател навел: целото писмо е инспирирано од Бог и корисно за поучување, за укорување, за исправање на работите, за дисциплина во праведност, за Божјиот човек да биде потполно способен, опремен за секое добро дело. Според тоа, како веродостојно мерило за тоа кое е вистинито и прифатливо обожавање треба да служи инспирираната Библија. Најстариот дел од Библијата датира пред сите други светски религиозни списи, Тората, тоест првите 5 книги од Библијата, законот кој го напишал Мојсей под инспирација, датира од 15 и 16 век пред нашата ера. Колку за споредба, хиндуистичките записи Риг Веда, збирка химни, биле завршени околу 900 година пред нашата ера и не тврдат дека имаат божествена инспирација. Будистичкиот канон на трите кошници датира од 5 век пред нашата ера. Куранот, за кој се тврди дека е пратен од Господ преку ангелот Гаврил, е производ на 7 век. Книгата на Мормон, кој наводно ангелот наречен Мормон му ја дал на Џозеф Смит, во Соединетите држави е производ на 19 век, доколку некои од овие дела се божествено инспирирани, како што тврдат поединци, тогаш она што го нудат тие во смисла на религиозно водство не треба да противречи на учењата од Библијата, која е првобитниот инспириран извор, и исто така тие треба да одговорат на некои од прашањата кои најмногу го интересираат човештвото. Прашања кои бараат одговор. Дали Библијата учи за она што учат повеќето религии и во што веруваат многу луѓе, имено дека луѓето имаат бесмртна душа и дека при смртта таа се сели во некое друго подрачје, задгробен живот, небо, пекол или чистилище, или пак дека се враќа со реинкарнација. Дали Библијата учи дека суверениот Господ на универзумот е безимен? Дали учи дека тој е еден Бог, или дека се 3 лица во еден Бог, или пак многу богови? Која според Библијата била Божјата првобитна намера кога го создал човештвото за живот на земјата? Дали Библијата учи дека земјата ќе биде уништена или пак укажува само на некаков крај, тоест завршеток на расипаниот светски систем, како можат вистински да се постигнат внатрешен мир и спасение? Секоја религија има различни одговори, но во нашата потрага по чиста религија треба на крај да дојдеме до заклучоците до кои Бог сака да дојдеме. Зошто можеме да го кажеме тоа? Затоа што нашето основно начело ќе биде Бог нека се најде вистинит, макар секој човек се покажува лажливец, токму како што е напишано, за да се покажеш праведен во своите зборови и за да победиш кога ќе ти се суди. Сега, кога имаме темел за испитување на светските религии, да се свртиме кон почетната потрага на човештвото по духовноста, што знаеме околу тоа како настанала религијата, кои образци на обожување биле воспоставени меѓу древните и можеби примитивни народи. Сите религии треба да донесуваат миролюбиви плодови, но дали тоа е случај? Религија, љубов и омраза. Религиозните војни се склони кон додатна жестина. Кога луѓето се борат за некоја територија од економска корист, тогаш доаѓаат до една точка кога борбата не вреди за толкав трошок и така прават компромис, но кога причината е религиозна, тогаш се чини дека компромисот и помирувањето се зло. Роџер Шин, професор по социјална етика. Луѓето ќе се караат за религијата, ќе пишуваат за неа, ќе се борат за неа, ќе умираат за неа, се освен да живеат за неа. Онаму каде што вистинската религија спречила едно злосторство, лажните религии дале изговор за илјада. Ние сме само толку религиозни колку да се мразиме, но не доволно и да се љубиме еден со друг. Луѓето никогаш не вршат зло толку целосно и радосно како тогаш кога го прават тоа од религиозно убедување.
Вистинската намера на една повисока религија е да зрачи со духовните совети и вистини, кои се нејзина суштина, воколку што е можно повеќе души, за со тоа на секоја од овие души да ја овозможи да ја исполни вистинската цел на човекот. Вистинската цел на човекот е да го слави Бог и да му се радува за секогаш. Хиндусите длабоко ја почитуваат реката Ганг, наречена Ганга Ма или Мајка Ганга. При употребата на бораници искрените католици се обраќаат на Марија. Повеќето мажи во некои будистички земји некое време служат како монаси, облечени во облеки со шафранова боја. Верните муслимански мажи барем еднаш одат на аджилак во Мека. Јеховините сведоци, познати насекаде во светот по својата проповедничка активност, во еден јапонски град. Крштевање бебе во една од црквите на христијанскиот свет, дали религијата што некоја добива со раѓањето безусловно е вистинската? Човечка жртва на астеките, дали сите религии се навистина еднакви патишта до вистината? Милиони убивале и биле убиени во името на религијата.